денеска ќе имаме на порака што ќе оди некои наредни 6 до 8 недели, а тоа ќе биде порака за црквата. Значи, не што е по форма црквата, него што е суштината од црквата. И имате работи што може да ги обяснувате кои се околу формата и се добри, ете, за некоја дискусија или за било што, но не носат таква полезност колку што треба да се објаснат работите што уствари е суштината на црква, што е суштината на христијанството, што е суштината на ти како личност, зашто постоиш како постоиш. Така да мислам дека голема грешка се правело во текот на историјата, каде што многу се давало простор буквално на формата. И затоа се заглавиле во текот на историјата многу од учителите или не знам од луѓето што од црковните луѓе на тоа како треба да изгледаат зидовите, како треба од надвор, како од натре, како се тие нешто треба да функционираат, но заборавајќи на вистината, заборавајќи на суштината. А ќе видиме во Тимотеј, 1 Тимотеј 3 глава, каде што вика што е црквата. Црквата е, Павле му кажува на Тимотеј, стол и потпора на вистината. Тоа е суштината што е црква. И тука ќе сакаме да задржиме овие неколку недели што идат пред нас, за едноставно, знаете, имате луѓе зацврстени, имате луѓе помалку зацврстени, имате луѓе посетители, но ако веќе одлучиле дел од денот да поминат на служба, ако одлучиле да бидат дел од нешто, тогаш убавината на тоа е ајде да видиме од што точно сме дел. Кога ќе видите вака луѓето на служба, ќе речете, окей, најверојатно секој разбира. Зашто те слуша, нели, кажува амин, кима со глава, но после тоа, можеби негде таму по пат се губи тоа разбирање на што вистински значи служба. Ја имам многу луѓе видено што се многу ревностни за служба, ама истото не го пресликуваат кога се работи за црква, така да никогаш службата не смее да биде советена со самата црква. Значи службата е дел од црквата, но не е самата црква. Го разбираме овој дел. Значи е дел, зашто црквата е едно, ако можем да кажем Христово тело, не можем него тоа е вистината на Христово тело, каде што како органи ние се надополнуваме еден со друг. Како органи ние си требаме еден со друг. И така да мислам дека 8 недели ќе бидат едно ставно добар период да го зацврстиме тој дел, да можеме да речеме аха, така било. Знаете, порака како се повторува многу пати. Луѓето викаат дека лагата многу пати ако се повторува станува вистина, а камоли ваква вистина кога ќе се повторува многу пати во луѓето ќе донесе вистински откровение. Така да верувам дека сме на добро место, во добро време, во добар период, ќе ни треба. И ни треба секогаш откровение за црквата, но посебно во период каде што вакви собирања се можеби оневозможени или се помалку и помалку ги имаме. Кога вистински го имаме откровението за црквата, ние тогаш не треба да се плашиме дека сме сами или осамени кога сме дома на вистински сами. Него напротив, јас сум ви кажал многу пати, тоа го верувам, јас секогаш кога ќе ме нападнат мисли дека сум сам, одма размислувам кои се луѓе ги имам околу мене. И знаете, не се наоѓам секогаш во размислување дека имам мајка и татко, дека имам 2 сестри, имам многу братучеди, внуци, него се наоѓам секогаш во мислите, го имам, не знам, Стево од црква, го имам кој Горде, се некако, зошто? Блискоста не е она вистинска блискост со тоа што дали си растел со некого, дали биолошки си близко со некого, колку што близината е прави самиот Свети Дух. Така да, верувате дека Исус и како знаел што кажал кога рекол, ако некој не се откаже од неговите, ако некој не тргне по мене, не е достоен. Он не кажува, ево ги имам кажувано многу пати, сакам пак да го повторам за да имаме јаснотија. Мене ми суши устава, ќе може малце вода било кој, не се работи за тоа. Знаете, не може Исус да биде толку контрадикторен, да зборува за љубов, а да ве одбива после тоа, да ви кажува, ама не, мора да го намразиш својот. Единствено што ние сме повикани да намразиме, се тие некои длабоки, но погрешни врски што ги имаме
Дали се тоа родители, дали се тоа роднини, дали се тоа пријатели. За да можеме да дојдеме до Христос и да имаме вистинската перспектива како на вистински се љуби и како на вистински се сака. Го разбираме овој дел? Ова е многу битен дел, зашто многу луѓе се сопнуваат баш на тој дел. Како бе да ги намразам моите? Знаете, вашите колку и да грешаваат, вас ви се родители, како тоа? Или жена или било што, не се работи, зашто после тоа Исус кажува дека љуби го ближниот твој како самиот себе си, така да Исус не е контрадикторен. Но има моменти во нашиот живот каде што мора да бидат прекинати. Мора тој, како да ја наречам, тој папучна врска, што е нездрава папучна врска, да биде прекината, за да имаме јасна перспектива за што значи љубов и како е да се љубат. Зашто тогаш Павле нема да каже поучувајте ги вашите деца на Божите патишта и ќе бидат исправни во животот, или обратно, деца вие почитувајте ги родителите. Така да Библијата не е контрадикторна. Јасна е од каде треба да доаѓа љубовта. Љубовта е секогаш од озгора надоле. Амин. Да. На вакви работи црквата е столб и потпора. Место на столб и потпора. Хајде ќе само да видиме. Инаку темата е, нарековме, нели, откровение за црквата, фактор за стабилност. Сте размислували на овој дел дека откровение за црквата може да биде фактор за стабилност? Се тоа кои ти се приоритетите во животот? Ако приоритетот ти е во животот, да едноставно го познаваш Христос, а Христос е тој што те насочува во црквата, тогаш дефинитивно откровението за црквата ќе биде фактор за стабилност во твојот живот. Ќе биде нешто што ќе ти ги подигне сите, ако можам да кажам, очекувања, но и да ти даде јасна перспектива што треба вистински да очекуваш. Ние понекогаш очекуваме многу работи, но дали се тие вистинските нешта што ги очекуваме? Или се само работи што ние, не знам, ни се по некоја желба од детството, или некој нешто што дури не ги добро познаваме, но ради што во другиот сепа ние ги бараме. Многу пати работи бараме зашто сме ги виделе кај другиот, и тоа кај неблискиот. И тоа на некој начин се вика споредба. Ајде ги прочитаме 1 Тимотеј, 3 глава, од 15 до 16 стих за тие што запишуваат. Техниката ни е во застој, така да вака ќе биде. Некои го нарекуваат ова пешки одење. Океј. Вика, одека Павле му дава совети на Тимотеј како млад водач на црквата и вика, ова ти го пишувам, надевајќи се дека набргу ќе дојдам до кај тебе. Но, во случај да се подзабавам, знај какво треба да биде поведението во Божиот дом, која е црквата на живиот Бог. На едно место, мислам дека во Марко пишува дека Капернаум беше домот на Христос. Капернаум значи дом на Господ. Не знам дали се знаеле, но Капернаум значи дом на Господ. Така да сега ние сме Капернаум. Зошто? Зашто Светиот Дух живее во нас. Христос живее во нас преку Светиот Дух. Така да сега ние сме Капернаум, Божиот дом. Но во случај да се подзабавам, знај какво треба да биде поведението во Божиот дом, кој е црквата на живиот Бог, стол и подпората на вистината. Вау, стол и подпората на вистината. Знаете, во овој свет, Исаија вика во 43 глава 19 стих кажува, еве правам нешто ново, зар не гледате? Правам пат низ степите,
реки низ пустините. И ја кажа дека во овој свет полн со информации и дезинформации, кај што нашиот ум го права дивина, буквално од информации од тоа што да веруваме и што да не веруваме. Исус таму ни направи, таму ни трасираше и ни отвори пат, кој е вистината. Затоа Исус се нарекува патот и вистината. Кога Исус го отвара свитокот и да чита од писмата од Стариот Завет, тогаш им кажува во синагогата, го памтите тој дел, кога им вика јас сум патот, вистината и животот. Евреите највеќе се налутија на тоа. Зошто? Евреите знаеа дека едниот свиток се викаше пат, другиот свиток се викаше вистина, но словото, патот, вистината, едниот живот, но словото се викаше вистината. Така да, они го знаеа тој дел и затоа многу се налутија, па дали си ти Бог, чим го кажуваш ова дека ти си ова. Сега што е работата? Работата е што сега Павле го надградува тоа и вика, сега црквата е чувар, е столб на таа вистина што ние спознаваме од прва рака. Што значи тоа? Столбови зошто ставаат? За нештото да не биде разрушено, за нештото да има стабилност. Нас ни е лесно да градиме врз нешто што веќе е стабилно изградено. Затоа минатата недела го повторував колку е битен тој континуитет да го имате во животот. Наследството кое е стабилно и вие после да градите на истото. И не смееме да го занемаруваме знаете во кој контекст највеќе занемаруваат работите? Ако признаете дека имате добар континуитет, без разлика на се што можете да најдете мани, на се можеме да најдеме мани. Не се работи за тоа, него се работи за таа стабилност, се работи за тоа вистински да се види дека ако имате добар континуитет, можете да го занемарите. Зошто? Зошто ќе ви го скрати малце вашето дело. Ама ти веќе наследи нешто добро, не се. И ние сакаме да звучи тоа као ние нешто постигаме многу, ние нешто правиме најдобро и затоа го занемаруваме континуитетот. И како да работите почнуваат од тука, од кај што вие почнувате, а не е така. Во Божјото царство, во светот е така. Гледаме дека таа борба за превласт е секогаш борба за моето да биде подобро или да биде поуважено него твоето. Дури се оди во такви небулози каде што ништо пред тоа не било добро. Не е баш така. Но во Божјото царство мора да го имаме тој пристап и тој увид дека некој пред нас работел на нивата за ние може да уживаме во некои нешта. Она што го повторивме и со Давид и со Соломон. Соломон му беше лесно да побара мудрост. Зошто? Зашто наследи од Давид многу. Ако читате таму ќе видите дека Давид дури до детал му ги опишува скиците што му ги остава за градење на храмот, за уредувањето. Давид беше најдобар во како тоа да се уреди околу храмот, околу царството. Така да му ги остава сите тие нешта. И Соломон од таа позиција вика, мене ми треба мудрост за ова. И на таа исправна работа, вчера имаме еден состанок со Визија Фест и има едно дете што е оваа година, како се вика тоа кога прв пат ќе пеа еден? Дебитант оваа година. И Дарко нешто прашуваше како сакаш и он рече, како ќе кажеш ти? Ја викам, вау, не секогаш го гледаме тој дел во нас луѓето, како ќе кажеш ти, но тој дел е многу значаен кога, без разлика дали ги разбираш некогаш работите повеќе или помалце, се подложиш и кажеш, окей, како ќе ми кажеш ти? Те почитувам, те ценам, гледам дека во мојот живот си донел плодови, си донел квалитет и затоа те прашувам како ќе кажеш. Затоа Соломон го видел тоа и рекол, за ова нешто јас барам мудрост, а Бог му додаде и го направи најбогатиот цар на сите времиња. Го разбираме овој дел? Океј. Знаете ли, во Откровение пишува, ние сме, значи не вика, не знам, Мита, Кате, Дарко и Стево се. Вика, ние сме потпора во храмот Господа. На некои преводи е праведни столбови во храмот Господа. Стабилноста е синоним
на праведноста. Ако во светот синоним за стабилност е, не знам, банкарскиот систем, што веќе гледаме дека и не е. Порано беше златото, сега мислам дека и таа варијанта отпадна, не е баш стабилна. А воените системи, разузнавачките служби и уште што не, тогаш во Божјото царство синоним за стабилност е праведноста. Зошто? Зашто само човек кој стои вака и поинаку не може, она изјава што ја кажал Мартин Лутер пред папата, кога рекол јас стојам вака и поинаку не можам. Што значи, кога сум зацврстен во вистината, тогаш не можам ни назад, ни напред. Едноставно, таа е вистината и одбивам да ја занемарам. Така да, кога само човек што знае кој е во Христос, тогаш е стабилен човек и не е како бран што ветрот го дува лево или десно, лево или десно. И знаете, понекогаш како ќе приметите кој човек вистински знае кој е во Христос? Кога нема да повторува секогаш кој е во Христос. Ова е мудрост, приметете. Значи, некогаш идентитетот не треба постојано да се докажува. Треба да се живее преку вера. Го разбираме овој дел? Но недостиг на идентитет има потреба постојано да се докажува. Убавината што во сето ова, знаете, светските системи се груби. Светските системи работат на волку можеш, толку можеш, научи за повеќе или било што. Но Божјото царство има многу подобар пристап за тоа како се расте во него. Во вистината, како се расте во откровенијата, како се расте и се напредува во праведноста. Затоа Јован, ова е многу силно, затоа Јован им кажува вака, им вика, ви зборувам вам деца. И вика што го спознавте Бог како татко. Децата имаат потреба да спознаат таткото и мајката. Да ги спознаат зошто? Зашто од нив зависат. Го разбираме овој дел? После тоа, ви зборувам, вика, вам младинци или тинејџери поново. Тие се годините. Вика, зошто? Зашто спознавте дека го победивте лукавиот. Во тие младешки години, веќе мислиш дека ти пораснале крилца, дека можеш многу работи и едноставно стануваш дури и независен од татко и од мајка, и Јован им кажува, тоа е вистината. Тоа е она што го спознавате во моментов, Христос го победи ѓаволот. Зошто? Зашто баш во тој период, или ова го зборам за духовно, не ги гледате ова годините до 7, 8 до 11, па после не го зборам за духовно, оној што можеби на 50 години го спознава Христос. Во духовна, како се вика, перспектива на тоа што значи млад, дете, млад и родител. Го разбираме овој, така? И вика на крај, ви зборувам вам татковци, што го спознавте Бог од почеток. Вау! Што значи тоа? Бог во секој негов атрибут. Бог што се пројавил во текот на целото општество. Како Бог праведен, како Бог совршен, како Бог на воинствата, како Бог на дарежливоста, како Јахве, како сите оние нешта кои ги носи самиот Бог. Зошто? Зашто во степенот на растежот ние ги разбираме овие работи. Затоа го спомнувам овој дел. Еве го некако како оди растежот. Спознаваме дека сме во фамилија, дека Бог ни е татко, па спознаваме дека можеме и повеќе преку неговото име, зашто лукавиот е победен на крстот, и после тоа стануваме татко и мајка во таа фамилија. И можеме да фатиме некого, да растеме, да укажуваме, да им донесеме на луѓето не само увид, него и надеж. Амин. Затоа е битно тоа. Повеќе? Малце, окей. Да не, може и да исклучиме климата, зашто мислам дека е топло. Малце не слуша. Вака и. Окей. Така да,
Оно што сакам да го кажам како слика на црквата и на Новиот Завет, и дека ние сме столбови, како што пишува Јован во Откровение, правени столбови во храмот, во домот Божји, е сликата кога Соломон го гради храмот. Не знам дали памтите, дали сте читале, кога Соломон храмот го гради исклучително со камен и главно друго, како се вика, артикал му било кедрово дрво. Кедар. Знаеме сите што е кедар? Либански кедар. Тоа е дрво со најголема крошна во природата. Сега, зошто баш, ја многу размислав многу одамно и Господ ми даде откровение и зборев еднаш за праведност баш во овој контекст. Зошто викам Господе токму кедар? И почнам малце да истражувам за кедарот и уствари увидов дека Соломон и како знаел што точно прави. Соломон наредил да нема чукање во храмот. Да нема никакво чукање, тесла да не чука, чекан да не чука. Се да биде исковано надвор, исчукано, направено и внатре само да се монтира. И тоа е слика на како Господ нас не направи праведни и не стави во Божиот дом. Го разбираме овој дел? Значи, Бог пострада, Он, надвор од градот, надвор од храмот, беше чукано, таа е сликата. Пострада и не стави нас ради Него да бидеме столбови праведни. Тоа е едната слика. Зошто кедар? Вика, кедар е дрво што него јадат бубачки. Тоа значи дека вашата праведност не е подјадлива. Не може ништо да е корумпира нашата праведност што е во Господ Исус Христос. Таа слика. И трето, како слика, кедарот има најголема крошна. Тоа го кажува и Давид во една маска, само ќе ставиш ако имаш, да. Го кажува Давид во еден од псалмите, вика ќе да бидеме како кедри засадени покрај река, каде што ќе можат да се населуваат птици, но и да идат под крошната. Така да ние сме повикани да бидеме луѓе што ќе можат да се населуваат покрај нас, на нас, други луѓе. Не знам дали ја памтите една споредба што ја направив, да не бидеме кактуси, него да бидеме дрва посадени покрај река. Кактусите растат во пустина. Навидум се полни со живот, али не даваат живот на никого. Имаш еден цртан, каде што еден гуштер сакаше да се скрие бегајќи од птицата, позади еден кактус и толку се избоцка што стана толку јавен и птицата можеше да го нападне. Што значи тоа? Да не бидеме кактуси без разлика колку и во моментот да ни е пуст периодот. Исполнети со Светиот Дух, но без таа дарежливост, напротив, дури и луѓето да се боцкаат од нас и да бидат изложувани на јавен стран, него да бидеме кедрови дрва, палмови дрва, како што кажува Давид, посадени покрај река, каде што постојано корењата се натопени во водата и каде што можат луѓето да се населуваат во нашите карактери, да се населуваат во се она што ние го продуцираме како Христови деца. Амин. Така да, таа е сликата за Божиот дом. Она што Соломон го правил точно тоа. Он давал слика од Стариот Завет како Христос ќе го настели неговиот дом во Новиот Завет. Вау. Тука сум пишал дека ова е клучот. Ајде прочитаме 2 Петрова 1:3. Уствари тој го знаеме сите. Добивте се за живот и побожност. И тоа не пишува добивте се, него добивте се што ви е потребно за живот и побожност. Што има голема разлика.
Добивте се што се. Се, и како млади знаеме многу работи, и што не се, и што се, нас да ни се. Но Петар е прецизен и вика, добивте се што ви е потребно за живот и побожност. Тука сум пишал, тоа е клучот за нашиот растеж во духот, и негувајќи го ова се, помалку ќе се сообразуваме со овој свет. Негувајќи ги овие работи, тоа откровение за црквата, ние се помалку ќе имаме и опции да се сообразуваме со овој свет. Знаете како кога одиме до некој одговор, имаше нешто, ова беше, сакаш да бидеш милионер, за да се стигне поблиску до одговорот, имаше пат на елиминација, нели, па пола, како беше, така да едноставно, кога повеќе го спознаваме Божјото царство, кога го спознаваме вистински Христов како што е, не како што ние сакаме да биде. Ова мора да го слушнете. Значи, ние понекогаш го бараме Христос не како што Он е, него како што ние сакаме да биде. Преку тоа што ние го спознаваме моментот. Но ајде да се потрудиме, ајде, Петар вика, да направиме напор да влеземе во Божјиот мир и во тоа Божјо откровение. Римјани 14:17. Зашто Божјото царство не се состои од јадење и пиење, туку од праведност, мир и радост во Светиот Дух. Овој кој со ова му служи на Христос е по волја на Бог и ценет од луѓето. Значи не ја зостава делот на тоа дали ние работите што ги правиме само за Бог или ги правиме да бидат видени и ценети од луѓето. Знаете, би заглавиле ако мислиме дека правиме само работи за Бог. Да не одиме понатаму каде што Јован вика, види, сакајте се меѓу вас и ќе покажете дека Бог го сакате. Скроз обратно тоа што понекогаш ние мислиме. Бог сакај го и така ќе можеш да ги сакаш луѓето. Не, Он прв те засака. И вика, да докажете мојата љубов, вашата љубов према мене, е тоа да си ги сакате луѓето околу вас. И тоа е дури, мислам дека повеќе од едноставно, за слушање, за разбирање, но најверојатно потешко за примена. Тука е моментот на растеж. Ние понекогаш одиме дека нашиот најдлабок растеж е колку ние подлабоки книги ќе прочитаме, колку ние подлабоки мисли ќе слушнеме, колку ние подлабоки, не знам, проповеди ќе слушнеме, но не е секогаш таков патот. Патот е некогаш поблизок тука до нас, поедноставен, преку срцето на братот или на сестрата. Амин. Убаво е да се има вистинска перспектива. Знаете, во убавината во христијанството секогаш е делото на Светиот Дух во секој еден. Делото во Светиот Дух во секој еден. Затоа црквата има опција да не манипулира со работите. Го разбираме ли така? Него да го донесе моментот каде што секој еден има здраво, може да има здраво општење со Светиот Дух и да биде на утеха на другиот, да биде на помош на другиот, да донесе надеж во другиот. И тоа е црква. Во 70% од проведите овој стих го пишува дека не е само јадење и пиење. И ја дава по убавата перспектива дека е и јадење и пиење Божјото царство. Но не само тоа. Има голема разлика. Знаете, ќе ви кажам една вистинска прича. Истината е прича што и мене ми си има десена така збораа К15. Една вистинска приказна ќе ви кажам,
што ќе го објасни целиот контекст што јас сакам да го кажам, колку понекогаш ние сме половични во донесувањето на Евангелието кај луѓето. Еден наш драг брат Ценет нема потреба од имиња, уште на времето, како и што и секој кога го запознаме Христос, сме биле на таков начин ревностни, без мудрост, евангелизирал и му рекол, вака овој период било, негде крај на есен, идело зима и му рекол, абе не се секирај. Ништо нема ти не стасува. Господ засеќате снабди. Знаете, човек прв пат се сочува со Господ, со такво нешто, дека Бог постои, дека тој е Исус, дека се, и sad ти му кажува, не се секирај, се Господ. Од една страна е убаво, ама е половично, мора да имало и другото Евангелие. Сега што е работата? Ние понекогаш, во таа ревност, многу пати сме утнувале во тој дел каде што мислиме дека што побави зборови му кажеме на човекот, што повеќе кажеме дека го сака или дека тоа е вистината, зошто да го видиме на служба или да видиме дека ќе ни ја земе Библија да ни ја чита. И вика се гледам после зимото завршува, се гледам со човеков и ми вика, ја мисле дека сега ќе речи, тоа ми го смени животот. И он вика, абе што ми направи ти човек? Што? Абе што ми направи, гладен останав? Ќе умрев од глад. Како бе, вика така? Абе ти ми рече на Господа чекам, од глад ќе умрев. И вика, извини, заборавив да ти кажам, дека на друго место пишува кој не работи да не јаде. Значи, понекогаш толку сме половични во работите. И ние ќе речеме, да, толку ни дозволило времето. Океј, се. Но, што сакам да аудицирам? Ако негде сме посеале, ако не можеме поинаку, дај преку молитва и да вадиме, преку молитва да бараме друг да навади, па за да може Господ да го порасне тоа. Го разбираме овој дел? Значи, океј што сме посеале, но да не бидеме половични во работите. Зошто? Зашто само имаме некој си притисок дека ние мора нешто да правиме. Сега снимаме предвадена проповед за гласност. Ме поканија да им проповедам, па имаат они, па ја снимавме. И сам избега мислата во тој контекст им кажав нешто едноставно им кажав дека понекогаш збореме за плодоносен живот. И ме прашаа што мислиш што е тоа плод или каков е тој? Викам понекогаш плодот е да не правиш ништо. Ама како? Да не правиш ништо, но да бидеш во мир со Бог. Само од мирот на Бог. И ништо е нешто во твојот живот. Го разбираме овој дел? Зошто? Зашто си смирен со Бог и не правиш работи на сила, зашто некаде си слушнал или си прочитал дека така треба да бидат. Така да, кога ги правиш работите од Божиот мир, тогаш ти сам ќе процениш што правиш, а што не правиш. Дали требаш повеќе, дали не треба повеќе. Дали мора повеќе, дали не мора повеќе. Павле не вика, вие мора така да правите, него вика, на Божиот дух ќе во способи. Што? Да можете и да сакате да правите. Има разлика, него од, како се вика тоа, од грубо правење на нештата. Така да во тој контекст Божјото царство не е само јадење пиење, него е како беше радост, праведност и мир во Светиот Дух. Знаете, луѓе, во нешто го кажа, во дивина на мисли, на идеи, наплив голем, на се, ние бараме решенија таму. И ги бараме некако решенијата логички што ни излегуваат према потребите. Но треба чекор на нас за да направиме и да погледнеме нагоре. Радост, праведност и мир во Светиот Дух. Уствари ни се решенијата за проблемите што ги имаме. Ама како тоа? Ќе дознаеш како? Смири се со Бог и ќе дознаеш како. Втора Солуњани, или поточно Втора Солунците, мислам дека 5
5:12, не ме дошли збор, кажува молете се постојано. Радувајте се, молете се постојано и благодарете во се. Тоа е Божјата волја за сите вас. Еве го решението за село на ние што поминуваме. Бидете постојани во молитвата, бидете радосни луѓе покрај бурите, бидете радосни луѓе во сред бурите. Али препознаете радоста што е во духот, што е плод на духот. И благодарете на се во Господ. Знаете, секогаш ни се поставуваат контрапрашања. Па неам иле што да благодарам. Знаете, ја не можам да ви кажам, пошто ве познавам да ви кажам, види, памтам, тогаш и тогаш се случи тоа, радувај се за тоа. Не. Најдете го мирот вие во духот. И најдете таа благодарност таму. Ќе видите за колку нешта има. За што да благодарите. За колку нешто има за што да се застапуваме во молитва и за колку нешто има да се радуваме. И некако ова едноставно излегува уствари како првина, како главно уствари што ние треба да го држиме во нашиот живот, за да може другите работи да се подредуваат. И најверојатно тоа е исправниот став на нештата, а не обратно. Амин. Ајде ова за на крај. Павле кажува во Ефесјаните, вика, јас се трудам да го достигнам она од што веќе бев достигнат од Христос. Ета вистинската перспектива, ете го вистинскиот пат, каде треба да падне нашиот труд. Во препознавање на нештата, од мирот на Господ што го зборевме, и да влезе нашиот труд. Тогаш на вистински ќе значи за нас она што ни го кажува Давид, кога му пренесува се на Соломон и кога му вика, синко, се ти давам, сега што? Засукај ракави и фати се за работа. Вау! Значи, Давид му вика, се ти давам, сега засукај ракави и фати се за работа. Петар ни вика, се добивте што ви е потребно за живот и побожност. Засукај ракави, препознај и труди се да го постигнеш она од што веќе си постигнат. Тоа е рамно, тоа е еднакво. Живеј го тоа што е во тебе. Ево ставам со овие мисли.